Државната изборна комисија на вчерашната седница ги прифати целосно кандидатските листи на 5 политички субјекти. Потврдени се листите на Коалицијата за промени и правда, Коалицијата ВМРО за Македонија, на Коалицијата Алијанса за албанците, на Левица и на НДМ. По повторното разгледување и утврдување низа неправилности, Државната изборна комисија денеска едногласно реши да ги отфрли кандидатските листи на Социјалдемократската партија на Македонија. При разгледувањето на оригиналните документи, комисијата увидела несовпаѓање на подписите на одредени кандидати. Некои изјави биле со постар датум, а имало и неправилности во изјавите за неосудуваност. Членовите на Државната изборна комисија сметаат дека листите треба да бидат отфрлени, а партијата Социјалдемократска партија на Македонија има право да ја обжали одлуката во рок од 24 часа пред управниот суд. Силвана Бонева предложи листите да бидат отфрлени, а Игор Милев потенцираше дека некој со умисла и свесно сакал да ја стави во заблуда Државната изборна комисија. Освен овие неправилности на листите на Социјалдемократската партија на Македонија, носители беа лица со слични имиња и презимиња на кандидати од друга политичка партија. Државната изборна комисија на седницата во саботата вечерта ги прифати кандидатските листи на Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, на опозицијската коалиција предводена од СДСМ, на ДУИ, ДП, ПДП, ЛП и на БЕСА. Овие 13 политички субјекти се пријавија за учество на парламентарните избори на 11 декември и поднесоа кандидатски листи за пратеници до крајниот рок кој истече на 11 ноември на полноќ. Ждребувањето за редоследот на кандидатските листи за изборите треба да се одржи на 20 ноември, а следниот ден почнува предизборната кампања која ќе трае 20 дена.